Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со првиот човек на македонската полиција, Оливер Спасовски. Министре, добро вечер. По нешто подолг период еве повторно во нашето студио. Благодарам прво на поканата и мене ми е чест што еве вечерва можеме да поразговараме за многу актуелни прашања и теми кои што се од интереси на сите наши сограѓани во Куманово и генерално на граѓаните на Република Можеби во најдобриот момент, многу теми за разговор. Само неколку часа неделата од почетокот на изборниот молк, како прв човек на МВР, како ја оценувате досегашната кампања, но и еве дали може што да очекуваме за време на предизборниот молк, како и за самиот ден на изборите во недела, ќе бидат ли на располагање сите капацитети на Министерството за внатрешни работи? Секако дека врвен приоритет на Министерството за внатрешни работи во овој период е да се организираат фер, демократски и слободни избори на кои што граѓаните ќе можат слободно да ги донесат одлуките. Сите обврски кои што се предвидени во согласно со изборниот закон, Министерството за внатрешни работи ги оствари до сега. Тоа значи соработката со Државната изборна комисија и обезбедување на сите податоци со кои што располага Министерството и е должно по закон да ги предаде на Државната изборна комисија во однос на подготовката на избирачкиот список, пречистувањето, како и за прв пат отпечатоци од прсти, заради тоа што знаете дека пристапуваме кон нов начин на спроведување на изборниот процес. Секако дека сите капацитети ставени во функција, веќе подолго време работиме по оперативна акција која што е локални избори 2021 година. Се следеше целокупниот тек на изборната кампања и можам да констатирам дека навистина изборната кампања до сега е фер, демократска, слободна. Да одадам признание и на учесниците во изборниот процес, бидејќи многу е важно како ќе се однесуваат пред се сите чинители во овој изборен процес, меѓутоа и на граѓаните. Јас очекувам дека така и ќе заврши изборната кампања и дека ќе имаме навистина фер, демократска атмосфера и на самиот ден на изборите на 17 октомври. Граѓаните треба да ги оставиме слободно да одлучат за тоа кој е тој што треба да ја добие довербата да ја води било која општина во Република Северна Македонија. Да. Ги споменавте терминалите за отпечаток од прст, Државната изборна комисија, председателот кој што всушност е од опозицијата назначен, и тој уверува дека гласањето ќе биде безбедно и сигурно, иако имаше шпекулации како ќе се одвива само тоа, бидејќи прв пат, како што напоменате, се спроведува во нашава земја, се одбива можноста за хакерски напад на овие системи. Таа постапка целосно околу набавката, околу спроведувањето на сите тие изборни действија е под директна надлежност на Државната изборна комисија и секако дека тие уверувања кои што ги дава председателот на ДИК е врз основа на сето она што е направено до сега. Јас кажав дека Министерството за внатрешни работи направи се за да сите рокови бидат испочитувани, значи да сме исклучително во законски рок во делот на постапувањата и да обезбедиме поддршка која што е потребна и на Државната изборна комисија и генерално на изборниот процес. И јас апсолутно не гледам причина дека може да има било каков проблем во овој дел. Сепак сметам дека и во делот на терминалите за гласање и се тоа што е потребно технички аспект, дека Државната изборна комисија тоа го има на соодветен начин решено и дека евентуално било каков проблем да настане, за тоа постојат опции, варијанти кои што ќе значат сигурно промена, подобрување на терминалите или пак на целиот процес на одредено избирачко место, додека македонската полиција секако дека ќе се грижи за одржување на редот, на безбедноста и да се овозможи демократско и слободно гласање. Нешто подоцна повторно ќе се навратиме на изборите. Зад нас е пописот, статистичка операција која што се спроведе по низа години. Немаше некои значајни инциденти, според вас успешен ли беше? Секако дека многу значаен процес е.
процес кој што скоро 20 години не беше реализиран во Република Северна Македонија, процес кој што е многу важен ако сакаме да креираме политики кои што би значеле економски развој. И тоа и на локален економски развој и на ниво на државата, бидејќи сепак голем е периодот од 20 години во кој што многу податоци недостасуваат и без тие податоци многу тешко ќе се креира одредена политика, без да се знаат спецификите на одредени подрачја во државата и каде и како да се насочува практично и развојот на државата и генерално подобрување на животот. И затоа сметам дека ова е исклучително важна статистичка операција која што успешно ја завршивме. Мислам дека многу посветеност имаше на институциите, посебно на Државниот завод за статистика, на сите кои што учествуваа како попишувачи во овој процес на попис и секако на граѓаните. Јас сакам да одадам признание на сите оние кои што учествуваа пред се на граѓаните, заради тоа што сватија, разбра дека ова е исклучително важна статистичка операција и секој еден учествуваше, се приклучи, даде свој придонес во успешноста на пописот, меѓутоа и оние кои што беа задолжени да го спроведат практично пописот. Тоа е и државните институции, вработените и така натаму, кои што посветено многу во целиот период на спроведување на пописот работеа. Секојдневно ги отстрануваа сите тие пречки кои што се појавува, бидејќи тоа е нормално за еден ваков процес и навистина ми е задоволство што успеав. И покрај тоа што имаше разни политички коментари во однос на потребата или не од пописот, спроведувањето и така натаму, дури имаше политички субјекти кои што заговараат и бојкот без би рекол никаква основа, и тоа сепак свеста на граѓаните беше на едно сосема високо демократско ниво, би рекол секој од граѓаните покажа навистина државничко однесување и конечно овој процес го завршивме. Секако дека сега Државниот завод за статистика ќе ги анализира сите тие резултати и ќе можеме да понатаму го добиеме целиот извештај од пописот кој што се спроведе. Да. Изминатиот период како министерство вложивте многу во објектите на секторите за внатрешни работи низ земјава. Нов лик доби и секторот за внатрешни работи во Куманово по низ за години, навистина значена инвестиција, ветивте и гасификација на самиот објект. Да, значи работевме целиот изминат период и претходниот мандат пред се во подобрување на условите за работа, значи набавка на опрема, меѓутоа и реконструкција на објекти. И набавката на опремата ја правевме таму каде што имаше приоритет, се со цел да ги подобриме условите за работа, а меѓутоа воедно беше да ги направиме и реконструкција на објектите за да имаме од една страна добра мотивираност кај полициските службеници и да имаат добар амбиент за работа. Од друга страна, тоа е добар амбиент и за остварување на правата на граѓаните, бидејќи сепак тоа се објекти кои што ги користат граѓаните за остварување на своите права и мислам дека одлична работа се заврши во изминатиот период. Имаме досега комплетно завршени, реконструирани 60 објекти на полициски станици и други објекти во Министерството за внатрешни работи. Тие 60 објекти се градени по современи стандарди, со енергетски ефикасни материјали. Посветувавме внимание за заштита на животната средина. Во сите полициски станици веќе системите кои што беа за грејење на цврсто гориво се заменети и таму се поставени секаде централно парно грејење на струја. Посебно ми е драго што и во целиот сектор за внатрешни работи во Куманово сите објекти се целосно темелно реконструирани. Значи не само објектот на СВР Куманово, туку сите објекти кои што потпаѓаат под секторот за внатрешни работи во Куманово. Тоа значи Оделението за внатрешни работи во Кратово, Оделението за внатрешни работи во Крива Паланка,
полициското оделение во Ранковце, полициското оделение во Старо Нагоричане добија целосно нов лик. Посебно ми е драго за објектот во Куманово, бидејќи навистина тој објект, еден дел од објектот е граден 1929 година и беше во многу лоша состојба. Пред се внатрешноста на објектот се посвети многу големо внимание, се во интерес и на вработените, меѓутоа и на граѓаните. Така да во моментот работиме на 11 објекти кои што досега ги завршуваме, значи до крајот на годината јас очекувам дека сите тие 12, односно 11 објекти ќе бидат завршени. Тоа се Овара Прилеп, Радовиш, Пробиштип, Овара Делчево, Овара Берово, Овара Крушево, Псоло Скопје, полициска станица за БПС Штип, ПС Карпош СВР Скопје и полициското оделение Кривогаштен и Македонска Каменица. Значи, веќе полициското оделение во Кривогаштен и Македонска Каменица се завршени целосно. За некој ден очекуваме да завршат и објектите на полициското оделение, односно оделението за внатрешни работи во Крушево и во Прилеп. Така да некаде до крајот на годината овие 11 објекти би завршиле и дополнителни 5 кои што сега по приоритет. Значи, Министерството има стратешки план, во тој стратешки план се наведени објекти по приоритет и на основа на тоа постапуваме кон реализација и секако нашата крајна цел е некаде до средината на идната година да се завршат сите објекти во Министерството за внатрешни работи со целосна реконструкција. При тоа сега да истакнам дека е набавена комплетна опрема, униформа и се што е потребно, значи чевли, чизми и така натаму. Испораката треба да се заврши некаде до 15 декември оваа година и на тој начин да ги покриеме сите потреби кои што се на Министерството за внатрешни работи, се вложува и во друга опрема која што Ќе ве прашам и тоа, само едно прашање, кога веќе го споменавме секторот за внатрешни работи Куманово, делот кумановци се уште имаат забелешки дека има долги редици и се чека при поднесувањето за издавање на оние документи. Се размислували нешто на ова поле, да се заврза некако таа постапка, бидејќи има со месеци граѓаните сепак чекаат за издавање на патни документи. Знаеме дека летниот период не, значи со месеци не се чека за издавање на документи. Во внатрешноста на државата веќе закажувањата одат од 3 до 5 дена, додека во Скопје до 10 дена. Точно е дека во летниот период имавме многу поголем број на лица кои што сакаа да ги заменат личните документи. Јас истакнав дека и ова време на пандемијата со корона допринесе да тој број се зголеми, бидејќи минатата година имаше рестрикции, луѓето не можеа да патуваат и така натаму. Оваа година имаше зголемен обем или интерес на активности. Како податок само ќе ви кажам, просечно во било која од годините наназад, во летните периоди од мај па некаде до септември, најмногу 20 до 22.000 патни исправи се издавале за еден месец. Имавме сега 40.000 во мај, 44.000 во јуни, преку 50.000 во јули, во август повеќе од 50.000 и така натаму, и сега веќе доаѓа до опаѓање. Секако дека капацитетите во делот на производството се само проблем. Не е проблем и самиот чин на поднесување на барања и така натаму, туку генерално и производството, заради тоа што капацитетот едноставно на производствениот погон во МВР не е за тие количини кои што ги имаме. Добре, имаат забелешки дека работа двосменска и така натаму се организиравме, така да сите тие ги завршивме. Знаете дека имавме и одреден застој заради измена на закон од делот на личните карти, меѓутоа тоа успеавме да го надминеме и во рок од 3 недели сите лични карти да ги произведеме, што беше навистина добра организација на Министерството за внатрешни работи. Така да секогаш летниот период достигнува едно повисоко ниво на барање и потреби на граѓаните, меѓутоа кога имаме
зголемен обем или потреба, секако дека се воведува и двосменско работење во тоа одделение за управни работи или пак работа и за време на викенди. Така да сите опции се на располагање за да можат да си ја завршат својата работа граѓани. Да. Периодов беше набавена и нова опрема за сообраќајната полиција, се прошири возниот парк. Очекувате ли се ова да придонесе за поголема безбедност на патиштата, сообраќајот на патиштата? Целиот период изминат, реков дека го посветивме на подобрувањето на услови за работа, затоа што не е возможно без одредена опрема вие да имате ефикасност во работењето. Јас само ќе напоменам дека до 2017 година во државата имаше само 7 дрегери за алкотестирање и само 10 радари за мерење на брзина на возилата. Самиот факт со која количина на овие уреди располагало Министерство за внатрешни работи говори каква била можноста и капацитетот да се вршат тие сообраќајни контроли. И затоа пристапивме кон набавки, се со цел да имаме можност повеќе полициски службеници да се вклучат во контрола и во подигнување на безбедноста на сообраќајот. Набавивме и радарски системи, набавивме и дрегери за алкотестирање. Новина е сега пред известно време се испорачани и радарски системи кои што можат да снимаат во ноќни услови, што е прв пат во државата. И на тој начин практично се создадоа сериозни капацитети за да може да се вршат континуирани сообраќајни контроли. Зошто е важно да имаме континуирани сообраќајни контроли? За да ја подигнеме безбедноста во сообраќајот. Овие мерки придонесуваат во 3 параметри кои што се најважни, а тоа е прво жртви во сообраќајните незгоди, второ материјална штета и трето тешки телесни повреди. И во тој период навистина наша цел беше да на овој начин преку репресивните мерки дојдеме до резултати, иако работиме и превентивно и овој процес на подигање на јавната свест не зависи само од една институција. Тоа е процес кој што треба да се работи мултисекторски, така да и преку образованието и воспитанието практично од најмали нозе да се учи за тоа како треба да се однесуваме во сообраќајот. И драго ми е што многу од советите за превенција кои што се формирани преку нашиот оддел за превенција во МВР спроведуваат низа на активности кои што практично ја подигнуваат јавната свест. Морам да истакнам дека одделот за превенција на секторот за внатрешни работи Куманово се истакнува во државата во однос на спроведени активности кои што значат превенирање на состојбите во делот на безбедноста воопшто, не само во сообраќајот, туку и во многу други сегменти. Ние имаме сега за 73% намалување на бројот на жртви на сообраќајниците во септември месец 2021 година, споредено со септември 2020 година. Тогаш ако имало 15 жртви во 2020 година во септември, ова година имаме 4 жртви во сообраќајни несреќи. Истиот тренд беше и претходно. 2020 година завршиме како година со најдобри резултати во последните 30 години статистички. Ова година тие резултати се уште подобри, меѓутоа ова не е нешто што нас ќе не демотивира или ќе застанеме со активности. Напротив, ова е нешто што не мотивира сите нас, се со цел да дојдеме во едно ниско ниво и на жртви, и на телесни повреди, меѓутоа и на материјални штети кои што се предизвикуваат во сообраќајките. Да. Каква е состојбата со тешките кражби, разбојништвата, што покажува тука статистиката и дали влијаеше можеби пандемијата, оние ограничувања кои што ги имаше па да е намален овој број? Генерално добрата поставеност по стратешките приоритети за работа на Министерството за внатрешни работи, која што ја определивме, дава извонредни резултати. И тоа е најважно. Како во една институција ќе имате стратешки пристап, а стратешкиот пристап се определува на ниво на анализи кои што ги прават одделите за стратешки планирање во Министерството за внатрешни работи
И на основа на тоа ние се насочиме кон неколку стратешки приоритети. Прво, во борбата против тероризмот. Второ, илегалната миграција. Трето, недозволената трговија и шверц со дрога и со оружје. Четврто, како еден од стратешки приоритети е и безбедноста во сообраќајот, јавниот ред и мир. И секако, општиот криминалитет и генерално по линијата на криминалитет на работењето. Во овој период, до септември месец, ние имаме намалување за 10,8% на општиот криминалитет. Тоа зборува за статистичко намалување и на кражбите, и на тешките кражби, и на разбојништвата. Процентот кај разбојништвата е драстично намален, зборувам на територијата на целата држава, иако значително се намалени и кражбите и тешките кражби. Меѓутоа и другите видови на имотен криминал или па воопшто на криминалитетот. Така да таа тенденција на вака стратешка поставеност на Министерството за внатрешни работи ќе продолжи во наредниот период се со цел да се подобрува безбедносната состојба и да постигнуваме изворедни резултати. Изминатиот период сите ние сме сведоци на низа на активности со кои што организирани криминални групи беа спречени во илегалната миграција или криумчарењето на мигранти, во недозволената трговија и шверц со дрога. Веќе неколку меѓународни транспорти беа спречени. Пред неколку дена имавме нова заплена на дрога во вредност од 200.000 евра, во кој што беа апсени 5 лица, од кои што 3 се македонски државјани и 2 албански државјани. И во тој дел во континуитет се работи се со цел да ваквите активности на организирани криминални групи бидат санкционирани, секако дека и во другите активности како што е борбата против корупцијата и така натаму се работи. Мината година 2020 се заврши со кривични пријави во кои што вредноста на коруптивни сделки била некаде околу 100 милиони евра. Тоа е навистина големо достигнување и тоа и активност која што бара да при тој стратешки пристап создадеме и услови за намалување на корупцијата и во сопствените редови. Тоа е исто така многу важна активност. Ние затоа превземавме низа на активности во делот на уведување на надвршна контрола на Министерството за внатрешни работи, јакнењето на интегритетот и капацитетот на одделот за внатрешна контрола и професионалните стандарди, превземање на иницијативи. Знаете дека сите одели за сообраќајна полиција во државата веќе се опремени со боди камери кои што се инсталираат од сектор во сектор и ќе бидат во функција практично на територијата на целата држава. Сега исто така обезбедивме поддршка, значи и овие одели за сообраќајна полиција и за граничните премини. Сите полициски службеници кои што работат на граничните премини ќе бидат опремени со боди камери и ќе се снима целосно нивното постапување. На тој начин сметаме дека ќе имаме и еден начин на подобро однесување, приемчивост кај граѓаните, јутоа и механизам за спречување на корупција внатре во редовите на Министерството за внатрешни работи. Морам да истакнам дека ова е во соработка со ИЦИТА програмата на Соединените американски држави, кои што заедно работиме со амбасадата на САД во Скопје. Да се навратиме на изборите. Во оваа кампања не изостанаа меѓусебните обвинувања на политичките партии. Вие покрај тоа што сте министар за внатрешни работи сте и потпредседател на СДСМ. Еден од кандидатите за градоначалници на Куманово последните денови во своето обраќање прашуваше всушност кој е кандидатот на СДСМ за Куманово, дали вие или господинот Илиевски. Што би одговори на тоа? Тоа е прашање кое што е одговорот е што познат. И кандидат иден градоначалник на Куманово е Оливер Илиевски, кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е кандидатот кој што го поддржа Социјалдемократскиот сојуз, кандидатот кој што има поддршката на раководството на партијата, поддршката на владата, и тоа е кандидатот кој што
ќе победи на овие избори во Куманово. Така да сосема јасна е состојбата. Да. Никогаш јавно не потврдивте дека има несогласување во општинската организација на СДСМ, но еве тоа на крајот пак и излезе на виделина, што би Не рекли. секогаш сме разговарале и различните мислења, ставови и така натаму, тоа не е проблем во било кој политички субјект. И секако дека тие различни ставови и мислења можат од две причини да бидат. Една е идеолошка поставеност и втора е заради некакви лични недоразбирања, интереси и така натаму. Јас ви тврдам дека на идеолошка основа никош немало недоразбирање внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што за нас е многу важна социјалдемократската идеја, социјалдемократските вредности, нешто што практично за кое што ние сите се залагаме. Второ е тие лични интереси, лични недоразбирања, лични очекувања кои ги има било кој како член на партијата. Јас секогаш се залагам се што имаме да разговараме во рамките на партијата, во рамките на институциите на партијата, меѓутоа сепак нели секој носи одлуки како ќе настапува. Јас еве жалам искрено што одредена група на луѓе се одлучи дека треба да настапуваат независно од Социјалдемократскиот сојуз. Бевте ли изненадени од одлуката? Не, јас не бев изненаден. Јас очекував таква одлука, меѓутоа не ми е апсолутно јасно зошто тоа се направи пред да се донеси одлуката за избор на кандидат за градоначалник во рамките на партијата. Тоа е за мене една дилема што еве и сега ја имам. Меѓутоа сепак секој си го прави својот избор. Ќе повлече ли гласови Димитриевски според вас, членови од СДСМ, дали ќе влијае сето тоа на изборниот резултат? Видите, тоа е работа на граѓаните. Секако дека секој од кандидатите кои што учествува на изборите, настапува од изборите, бара потешко од граѓаните врз основа на своите определби кои што ги има, врз основа на програмата која што ја нуди, врз основа на кадрскиот потенцијал кој што го има. Јас знам дека Социјалдемократскиот сојуз ја има најдобрата програма, има најдобрата советничка листа, го има најдобриот кандидат за градоначалник, бидејќи програмата произлегува од потребите на граѓаните, од она што навистина е важно да се направи за Куманово, што е тоа што е интерес на граѓаните на Куманово. Тоа го правевме заедно со граѓаните, заради тоа што низ посети преку директни контакти со граѓаните, секој еден проблем, секој еден проект кој што е потребен беше ревносно запишан од страна на нашите членови, активисти, од кандидатот за градоначалник, од раководството на општинската организација. И јас апсолутно сметам дека таа програма која што е реална програма и се нуди пред граѓаните, ќе ја добие довербата на граѓаните. Да. Димитриевски пред неколку дена беше гостин токму во ова студио, истакна дека според него најзлоупотребуван систем на власта во овие избори е СВР Куманово. Обвини за притисоци, пријави, нагласи дека началникот кој нема право на партиски активизам отвара штабови и дека кумановската полиција постојано го попречува во работата, како што тврди. Тоа се тврдења кои што не се базираат апсолутно на никаква вистина. Секторот за внатрешни работи, како и сите сектори за внатрешни работи во државата, постапуваат согласно со своите законски надлежности и во изборниот процес согласно со активности кои што ги превземаат за време на изборите. Така да секој еден политички субјект, секој еден учесник во изборна постапка, ако има било какви приметби, проблеми и така натаму, има право и можност да пријави и сите тие пријави, впрочем во Куманово имаме такви пријави кои што и доаѓаат од Димитриевски, по кои што постапува секторот за внатрешни работи. Тука немаме апсолутно никаков проблем во делот на постапувањата, во делот на активностите што се преземат, во делот на заштита на избирачкиот процес, заштита на избирачкото право и нема никаква селективност. Така да, јас ги отфрлам целосно овие укажувања, заради тоа што, знаете, ова е изборен процес во кој што не е добро да фрлате дамка, посебно на најважната безбедносна институција, дека нешто се случува во тој дел. Полициската структура, полицајците во Куманово се задолжени да го штитат јавниот интерес, да го штитат јавниот трети мир, да ја штитат безбедноста и така
постапуваат. Никакво постапување во ниту еден момент не може и не смее да се случува за било која од политичките партии, тоа не го правиме. На социјалните медиуми деновиве излезе една аудио снимка според која наводно кандидат за советник од политичка партија, токму во случајот на Димитриевски, договара подкуп. Покрената ли е постапка за овој случај? Според известувањата, значи имаме веќе пријава која што е доставено до секторот за внатрешни работи од еден од засегнатите страни и секако дека и секторот за внатрешни работи и Министерството за внатрешни работи во овој дел постапуваат. Апсолутно никогаш во ниту еден момент било каква индиција за подкуп на гласачи не смее да се остави без да се испита до крај. И тука секако дека сите инволвирани страни мора да се утврдат фактите, да имаме докази во овој дел и да се постапува. Така да во тој дел се постапува и институциите сите кои што се надлежни за целиот овој процес ќе мора да постапуваат заради тоа што со тоа се штити интересот на граѓаните. Еден од клучните интереси е заштита на избирачкото право. Значи во ниту еден момент не може од никого, без разлика кој е, дали е политички субјект, дали е тоа независна кандидатура и така натаму, да се занимава со било какви активности кои што ќе значат нарушување на изборниот процес. Меѓутоа, овде станува збор за утврдување на факти. Јас не би говорел сега за детали во однос на целата оваа постапка, меѓутоа се постапува повеќе. На какво ниво беше соработката на општина Куманово со власт на министерствата? Димитриевски тврди дека одредени проекти, иако изработени, стоеле во фиока. Од вашата партија пак го тврдат спротивното, дека проектите не биле изработени и затоа немало капитални инвестиции. Јас само ќе кажам дека проектите кои што се реализираа, а беа во домен на работењето на централната власт, се проекти кои што навистина беа потребни за Куманово во изминатиот период. Кога говорам за овие проекти, говорам за нешто што 50 години во Куманово не беше направено. Говорам за реконструкција на сите регионални патишта околу Куманово. Говорам за патниот правец Куманово-Свети Николе. Говорам за патниот правец Куманово-Никуштак. Куманово-Опаe, новиот пат до Белановце, отварањето на граничниот премин во Белановце, на реконструкција целосна на патниот правец до граничниот премин Пелинце. Еве сега се реконструира целосно патниот правец од Куманово се до Крива Паланка и секако градба на експресен пат од село Страцин до граничниот премин Деве Бајер, се со цел да се подобри инфраструктурата и поврзаноста и на државата, меѓутоа и на Куманово како центар на североисточниот регион, реконструкција на познатиот Искрин мост кој што трае во моментот. Многу скоро ќе се започне и со реконструкција на мостот во Проевце, на реката Кумановка. Тоа се капитални проекти, капитални инвестиции кои што владата ги направи во овој период, определени се некаде и донесени околу 120 милиони евра. Меѓутоа се изградија и 3 спортски училишни сали, исто така со подршка на владата, со Министерството за образование, во Черкезе, во основното училиште Ероним Дерада, во средното техничко училиште Наце Буѓони, спортската сала во економското училиште, исто така изградена со подршка на владата. Се изградија неколку спортски терени, исто така со подршка на владата. Владата преку Агенција за подршка на развојот на земјоделието го финансираше проектот излетничко место Студена вода. Владата го финансираше и се изгради патниот правец од село Билјановце до село Добрашане. Владата ја гради канализацијата во село Тромеѓа, таа е веќе повеќе од 85% изградена. Владата денеска исто така преку ТАВ програмата започнува со реализација на проектот изградба на фекална канализација, колектори за селата Четирце, Табановце и Сопот. Денеска фирмата пристапува кон добавување на материјали и отпочнување на работа на оваа фекална канализација. Секако дека сето она што беше потреба на граѓаните доставено од страна на општината, побарано и така натаму, се даде. Дадовме 20 милиони денари за индустријската зона во Речица, за градба на инфраструктурата.
Зашто мислам дека еве се уште не се реализирани. Меѓутоа, имаше проекти кои што требаше да бидат завршени, а не беа завршени. Ќе напоменам дека 2 градинки во населба Перо Чичо и на Бајрам Шавани кои што треба да бидат изградени, заради тоа што овие 4 години не се успеа општината да донесе урбанистички план, да издаде градежна дозвола, секоја година во буџетот определуваме финансиски средства и секоја година немаме добиено дозвола. Исто се однесува и за училиштето Сами Фрашери, гимназијата, апсолутно ништо не се покрена од страна на општината во овој дел за да се направи објектот и да конечно децата од старата зграда на ЗИГ бидат префрлени во Димитриевски го тврди спротивното дека пуштале барања, меѓутоа биле враќани. Покажуваат документи. Затоа покажуваат документи, нема проекти, нема програми. Сето она што треба да се прави на ниво на проекти. Без да имаме проекти, тогаш не може да имаме и реализација. И навистина има многу линии кои што се одобрени во делот на финансирањето, посебно за инфраструктурата, за канализации, за водоводни мрежи, за изградба на локални патишта, за кои што, за жал, општина Куманово не доставила одредени барања и проекти. Како тоа што е направено, да речеме, за градба на канализации, за кои што ги спомнав. Така да, мислам дека многу посветено треба да се работи во целиот овој период и да се искористи можноста која што ја дава владата во делот на финансирањето. Затоа што, знаете, големи зборови, големи кажувања, можеби на краток рок се интересни за граѓаните. Меѓутоа, не можете да објасните вие зошто немате апсолутно изградено 2 градинки. Се најавуваше ќе се започне со градба на довод на вода од Липковско езеро до Куманово за да се реши проблемот. Апсолутно нема чепнато во тој проект. Се најавува 4 или 5 катни гаражи кои што ќе се градат. Ги нема. И тие во Куманово. Се најавуваше не знам, отварање на фабрика за производство на бехатон, која што исто така ќе се работи. Многу од тие проекти кои што се нудеа на граѓаните, за жал, ништо од тоа не се реализираше во изминатиот период. Да. За жал, во Куманово навистина треба да се работи многу, особено на инфраструктурата. Кои ќе бидат приоритетните проекти за градот? Се планираат ли нови инвестиции и што е реално? Во Куманово треба да се работи и на инфраструктурата, треба да се работи целосно и тоа подеднакво и во центарот на градот и во приградските населби и во руралните средини, затоа што овие можности кои што ги дава владата како поддршка до локалната самоуправа. Во изминатиот период 500 милиони евра финансиски средства се дадени преку проекти на локалната самоуправа, на градовите. Таму каде што има градоначалници кои што знаеа, кои што беа подготвени, посветено работеа, земаа и по 20, по 30, по 40 проекти и реализираа. Таму каде што немавме администрација која што тоа може да го заврши, не можеме да ги реализираме. Еве ги проектите за градинките, парите стојат во општината, тие не се реализираат. И сметам дека во тој дел ќе треба да се прават многу активности. Секако дека гасификацијата или вложувањето во животната средина е исто така процес или проблем кој што мора да се реши. Да не зборуваме за канализации, за водоводни системи во сите населени места каде што има потреба од тоа. Секако дека тоа се и клучните приоритети. Оваа програма на Социјалдемократскиот сојуз е базирана на 5 столба. Првиот столб е мојот градоначалник, во кој што кажуваме каков треба да биде профилот на градоначалник. Прво да е комуникативен, близок до граѓаните, да ги слуша граѓаните и потребите на граѓаните и заедно да ги носат одлуките. Втор столб е секако зелената агенда. Привилегијата за реализација на зелената агенда не имат само партии кои што се прокламираат или застапуваат зелени политики. Ние покажавме дека изминатите 5 години како влада вложувавме во делот на зелената агенда, вложуваме во обновливи извори на енергија, вложуваме во сончева енергија, која што малку ја користиме, а треба да ја користиме многу повеќе за производство на електрична енергија. Мене ми е посебно драго што, еве, вчера се најави проектот, кој што е
овде на територија на Куманово, поточно на територија на општина Стара Ногоричани, се протега се до Крива Паланка, некаде околу 500 милиони евра. Ова е најголемата инвестиција во независна Република Северна Македонија од 90-та година до денеска. Инвестиција која што ќе биде градење на ветерен парк, кој што ќе произведува некаде околу 400 мегавати електрична енергија и што тој проект дојде токму тука, на територијата на општина Куманово. Ова говори за фактот колку владата на Социјалдемократскиот сојуз, премиерот Заев и така натаму, даваат до значење на целиот овој регион, заради тоа што статистички североисточниот плански регион е еден од најнеразвиените. Секако дека ликот на Куманово, централното подрачје, мора да биде променето и затоа е важна инфраструктурата, која што е третиот столб во нашата програма, бидејќи без добра инфраструктура не може да имате и добар развој. Така да и програмата на кандидатот за градоначалник е токму тоа, реализација на канализациони, на водоводни мрежи и на асфалтирање на патишта. Практично на сите патишта кои што се на територијата на општината, мора да се вложат напори да ги искористиме сите механизми. Владата е тука да даде поддршка и за еден мандат од 4 години да навистина се направат драстични промени. Еден од проектите што сум посебно горд, кој што е дел од програмата, тоа е подземната инфраструктура, подземни паркиралишта и реализација на площадот. Реално ли е сето тоа да се оствари во 4 годишен мандат? Секако дека е реално. Ако работите посветено, ако знаете која е визијата за градот што можете да го направите, секако дека е реално. Да. Во игра се, мислам дека најинтересни избори после во Куманово, во игра се 5 кандидати. Верувате ли во победа на кандидатот од вашата партија? Јас сум убеден во победата на кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, заради тоа што реков имаме и најдобар кандидат, имаме и најдобра советничка листа, имаме најдобрата програма. Секако дека, како и сите избори и локалните избори се демократски процес во кој што секој еден има право да учествува на тие избори. Граѓаните се тие кои што ги прават проценките, на основа на тие проценки ја донесуваат и својата одлука која што ја имаме. Да. Едно прашање надвор од темава. Снимателите од нашава телевизија во последно време имаат, ќе нагласам, проблеми со делот полициските службеници, претпоставувам поради неинформираност, ништо друго не би било требало да биде во прашање. Се работи за снимање на јавна површина, при вршење увид и слично. Она со што ние сме запознаени дека медиумските работници секако имаат право да снимаат на вакви нешта, меѓутоа доколку не ја попречуваат нели работата на полициските службеници, обвинителството и слично. Поконкретно, што предвидува законот, еве информација да ја споделиме и за самите полициски службеници и за нас, и дали може би размислувате за едукација на овие лица, и пак ќе нагласам дека тоа се работи за исклучоци, секако имаме одлична соработка со припадниците на полицијата. Со Сдруженијето на новинарите на Македонија, кој што еве во континуитет веќе неколку години, една од темите беше токму и ова. Како да се едуцираат и медиумските работници и полициските службеници за своите права и обврски кои што ги имаат, се со цел да немаме, би рекол, различна примена на одредени стандарди при постапувањето. Секако дека местото на настанот, таму каде што се одвива увидот и така натаму, не е место во кое што ќе може да влегува било кој, па ниту медиумските работници, додека вон од тоа место, снимање од површина, секако дека е нешто што е нормално дозволено, и сметам дека таа комуникација ние правевме заеднички работилници, активност која што беше поддржана од ОПСЕ, ќе треба да продолжи понатаму, се со цел да и се повторува она што сите ние практично треба да го применуваме, меѓутоа и да видиме практична примена во одредени состојби на одредени проблеми кои што ги имаат и медиумските и полициските службеници, и на тој начин да секако го подобруваме тој однос. Мислам дека самиот факт дека таа соработка на едно високо ниво, зголемувањето на транспарентноста на Министерството, која што бележи еден силен тренд, говори за тоа дека сепак многу напреднавме во делот на
взаемната соработка. Јас сакам да се заблагодарам на сите медиумски работници за прво следењето на се оно што го прави Министерството, за објективното информирање на граѓаните, секако и за отварање на одредени прашања кои што се важни за сите нас, и во тој дел мислам дека можеме уште повеќе да ја унапредиме таа наша соработка. Еве, например, за изборниот процес, ние правиме секој изборна кампања, обука на полициските службеници за правата и обврските кои што ги имаат во делот на изборниот процес, и таа едукација или таа програма имаме електронски објавена на нашата веб страна. Тука ќе може да пристапи секој еден, и медиумски работник, и обичен граѓанин и така натаму, и да ги види кои се правата и обврските на полициските службеници, да бидат и граѓаните запознаени и полициските службеници, и на тој начин навистина нема да дојде до било какво нарушување на тој взаемен однос. Токму така. Последното прашање, некако пракса изминатите години е пред изборите да намалат казните на сообраќајната полиција. Ќе биде ли таков случај и овие наредни денови, или сепак да ги предупредиме граѓаните да возат согласно правилата и прописите? Тој дел на функционирање на сообраќајни контроли и така натаму, тоа е редовна работа на македонската полиција. И тоа не може да биде поврзано ниту со изборниот процес, ниту со било кој друг процес. Така да паралелно ние ќе работиме и на изборниот процес, на заштитата на јавниот ред и мир, секако дека сообраќајните контроли се нешто друго, бидејќи реков, ако сакаме да постигнеме добри резултати, вакви какви што ги имаме сега и да ги подобруваме во иднина, мораме да имаме континуитет во таа наша активност и во нашата работа. Јас сум задоволен затоа што најголемиот дел на граѓаните од истражувања кои што ги правиме ги поддржуваат тие сообраќајни контроли, заради тоа што се види дека преку контролите навистина се подига нивото на безбедност во сообраќајот и за возачите, меѓутоа и за другите учесници во сообраќајот. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека повторно ќе ве видиме во нашето студио. Јас ви благодарам, еве апелирам до сите граѓани да достоинствено и во една фер и демократска атмосфера ги поминеме изборите, изборниот процес, и секако повикувам на една масовна излезеност на изборите и секако поддршка за кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз под реден број 12 Оливер Илиевски и за кандидатската листа на советници под реден број 12, а носител на листата е Атина Мургашанска. Се надам дека и овој изборен процес ќе заврши навистина во фер демократска атмосфера и граѓаните ќе можат слободно да донесат одлука на овие избори. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс.